Добро вечер во централното информативно издание на ЕДНТВ. Добро вечер од мене, добро вечер од колешката Јатренка Костова. Кампањата за вториот круг од претседателските избори е пред самиот финиш. За неколку часа влегуваме во предизборниот молк. Утре гласаат болните и изнемоштени, како и лицата во казнено-поправните установи и затворите, но и граѓаните кои што се на привремена работа или на работа во странство, а каде се пријавиле дека ќе гласаат во дипломатско-конзуларните представништва. За да биде избран председател во вториот круг, потребно е да биде запазен цензусот од 40%, односно на гласање да излезат минимум 40% од гласачите кои што се запишани во избирачкиот список. Доколку тоа не се случи, една од опциите е председателот на Собранието, Талата Џафери, да закаже нови избори. Па не само тоа, премиерот Зоран Заев веќе вети, доколку не успеат изборите председателски, дека ќе распишат и предвремени парламентарни избори. Но да се надеваме дека да видиме како ќе се одвива. Ќе се постигне тој цензус, бидејќи нон-стоп да бидеме во кампањи и во избори, не е баш корисно за процесите во државата. Да го најавам само уште гостинот во Дневникот, тоа е Замир Мехмети, активист на Шарената револуција, а сега и неизвршен член на одборот на директори во Телеком. Имаше една иницијатива на Мегдан, што ја иницира дел од учесниците на Шарената револуција, па да видиме дали се задоволни од одговорите на Пендаровски и од игнорирањето на Силјановска-Давкова, но и за одредени полемики што се развија низ социјалните мрежи меѓу самите активисти на Шарената револуција. Така, за овие и за сите останати содржини кои што ги подготвивме за вас, останете со нас, со Дневникот почнуваме веднаш. Политичките лидери со последни сили во борбата за гласови на неопределените и разочараните. Берлинскиот самит се уште во фокусот на меѓународната јавност. Кој ги нарачувал лажните вести што ги објавувал вработен во Елем? 10,5 месечно бебе почина од компликации од морбили. Од следната грејна сезона помали сметки за парно. Во Соединетите Американски држави орган за трансплантација доставен со дрон. На почеток, ајде да се подсетиме како председателските кандидати се однесуваа за време на кампањата. Со Европската Унија и НАТО, со правда и реформи течеше втората половина од изборната кампања за шеф на државата. Председателските кандидати се обидуваат да им се дотворат на гласачите, секој во свој стил и со своја реторика. Пендаровски со релаксирана реторика, Силјановска-Давкова со професорска. Во што се впуштија председателските кандидати на СДСМ и на ВМРО-ДПМН? Од киборзи до вратоврски, но помалку и жал за младоста, доминираа во втората половина од изборната кампања за председателските избори и кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска и кандидатот на СДСМ Пендаровски директно се обраќаа до граѓаните со вкусна спонтаност на утринско кафе пиење. Им поделија по некој совет зошто треба еден од нив да биде нивната опција за шеф на државата. Пендаровски бараше глас за не враќање наназад, туку директно по забрзана пруга, одење во НАТО и Европската Унија. 56 годишниот кандидат на СДСМ не се воздржа, туку искрено пожали по младоста. Пред едно 20 на години, со едно младо момче, почнавме да работиме на истава кауза на која работиме и денеска. Како Македонија да ја позиционираме во западната цивилизација, како да стане член на НАТО и на Европската Унија. Верували или не, 20 години подосна, ние двајцата сме и понатаму на истата задача. И се рете да кажеме дека пред 20 години бевме млади и убави, ама и денеска не сме за фрлање. Никола Димитров. Не изостана препораката за имиџот на граѓаните на денот на гласањето. Стево, за тебе и за тебе, Константин, во недела ќе се дотерам, ќе си ставам една машна и со насмевка ќе си гласам. Ајде. Повели. Ќе ставиме и ние машна, нормално, и одело, фала Богу. Нема да оставиме сам, сите одело и умашни. Да се дотерат. Краватичка, ако имате, супер, ако не, најубавата облека.
да си ја ставите. Ви препорачувам и убава насмевка да си ставите. Заради тоа што тоа ќе биде убав ден. Освен за правдината, кандидатката на ВМРО ДПМН во втората половина покажа и грижа и за НАТО и ЕУ опцијата. За критиката на против кандидатот дека е албанофоб најде решение. Јас можело и да се омажам за албанец со оглед на детството поминато меѓу албанци и пријателството. Ги критикуваше и политичарите. Се во ова што се случуваше овие 30 години, кога се клонира луѓето, како киборзи стана политичарите и ги клонира себе сличните, мислам дека треба да се заминат. Додека Силјановска правеше оброци за гладните, Пендаровски им одговараше на шарините. Во секој случај, впечатокот е дека сме виделе кампања со популизам и со пораки кои тешко можат да се остварат со единствена цел да им бидат добатливи на граѓаните. Александар, во недела ќе се дотераш кравата, одело? Секако нема нешто многу да сменам, меѓутоа, еве ќе го испочитувам тоа. Така, одиме понатаму. Со последни сили, двајцата кандидати за нов шеф на државата ја продолжуваат борбата за освојување на гласови од неопределените и разочараните. За да не дојде до неисполнување на цензусот во кампањата, и кандидатите и партиските лидери ги повикаа граѓаните да излезат да гласаат. Најгласни се Мицкоски и Заев, и двајцата се согласни дека во недела се одлучува за иднината. Битка до последниот ден за гласовите на неопределените и разочараните. Политичките лидери не престануваат да ги повикуваат граѓаните да излезат и да го дадат својот глас за нивниот кандидат. Најгласни се лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски и првиот социјалдемократ Зоран Заев, но на овие повици се вклучи и лидерот на интегративците Али Ахмети. Заев од секоја трибина порачува дека пораката во првиот круг е примена и дека метлата по изборите ќе заигра, но за тоа да се случи, бара граѓаните на 5 мај да излезат и да го дадат гласот за Стево Пендаровски. Но мојата порака до вас е: излегувајте на гласање, од оваа татковина и овој окрит е и ваш. Не е само наш. Да излезете да гласате, од имате граѓанска одговорност. Се работи за вашата земја. Се работи за вашите деца. Се работи за аманетот кој што вие мора да го ставите на идните генерации. И според најголемиот политички ривал на Заев, Мицкоски, во недела се одлучува за иднината на Македонија. Посебна порака лидерот на ВМРО ДПМН испраќа до заговорниците на бојкот за изборите, за кои вели дека иако имаат различни ставови, сепак ги обединува борбата за Македонија. Ова е битка на секој еден човек за неговото достоинство и чест. И можеби со нас имате многу причини да имаме различни погледи и ставови. Но за нас не обединува борбата за Македонија, борбата за татковина. Затоа не му помагајте на Заев со бојкот. Не ги продолжувајте месеците на клинички живот на оваа власт. Ајде да ги собориме. На мобилизација во недела повикува и Али Ахмети, кој за еден ТВ изјави дека недела ќе биде ден кога Македонија ќе испрати порака до Европската Унија, а таа порака мора да биде позитивна. Ги викаме луѓето да се мобилизираат, да се организираат, бидејќи имаме пред нас исклучително важен процес, ќе дадеме исклучително важни пораки за меѓународната заедница и некој може да рече каква порака може да. Нормално дека ако не успеат изборите, оваа порака е многу лоша за нас. Наспроти меѓународната заедница, бидејќи можеме да имаме потешкоти и пречки во понатамошната ратификација со предспанскиот договор. Порака до гласачите испрати и председателскиот кандидат Блерим Река, кој испадна во првиот круг од изборите. Тој вели дека трговијата со гласови е надвор од неговиот политички кон. Излезат и масовно да гласаат за евроатланскиот процес. Очекувам во недела граѓаните масовно да излезат. Очекувам да го продолжат она што го направија во првиот изборен круг, да се зголеми поддршката за мене, порача денеска кандидатот за претседател од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова. Таа вели дека на 5 мај ќе се отвори портата кон градење на демократска европска Македонија. Очекувам да се соберат околу членството
на ВМРО ДПМНЕ, кој ме поддржа на конвенцијата, и сите оние кои можеби овие 2 години ги немаше, значи да се вратат во јатото, оние кои што заговараат реформи, се разбира, за реформите да се борат внатре, зашто очигледно е дека ако ВМРО ДПМНЕ отвори врата за мене, со тоа покажа демократски исчекор. Јас се надевам дека кон членовите, симпатизерите, оние кои се за реформи, ќе се приклучат и неопределените гласачи, ќе се приклучат и разочараните од катастрофалните политики на СДСМ во овие 2,5 години. Зошто? Зошто на прагот сме пред соопштувањето на одлуката дека почеток на преговори нема. Зошто? Зошто ниту еден критериум копенхагеншки оваа власт не исполни. Изборите се во ЕУ. Ова денеска го порача вице-премиерот Бујар Османи. Во меѓувреме, странските медиуми ги анализираат пораките од Берлинскиот самит, во кои на земјите од Западен Балкан им беше порачано дека се уште треба да работат на реформите. Исходот од Берлинскиот самит се уште ја бранува меѓународната, но и домашната јавност. Во најновата анализа насловена Балкански соништа, британскиот весник Financial Times пишува дека земјите членки кои го поддржуваат проширувањето на Европската Унија сметаат дека на владата во Северна Македонија е била упатена погрешна порака. Скопје и Тирана се на работ по состанокот во Берлин неделава. Ангела Меркел и Емануел Макрон му порача на дуото дека заедно со 4 балкански соседи со европски амбиции треба да оствари поголем напредок во реформите. Анализира весникот. Вице-премиерот за европски прашања пак порачува дека изборите се последен аргумент за убедување на ЕУ дека земјава има капацитет за членство. Одлуката за почнување на преговори зависи само од тоа дали граѓаните ќе одлучат да излезат до избирачките места, да гласаат по сопствено убедување, меѓутоа со самото гласање ќе докажат дека државата има демократски капацитет да одлучува за својата судбина. Берлинскиот самит го мобилизираше и Косовскиот државен врв кој се состана по иницијатива на собранискиот спикер Кадри Вејсели за дискутирање на пораките на европските лидери. Во меѓувреме претседателот на Косово Хашим Тачи во интервју за Радио Слободна Европа изрази надеж за спогодба со Србија до крајот на годинава и го потенцираше неговиот став кој е против размена на територии. Последната оптимистична порака пристигна од еврокомесарот Јоханес Хан. Имено тој не присуствувал на самитот во Берлин за да не се добие погрешен впечаток дека дискусијата ќе се однесува на проширување на Унијата. Сепак тој на Твитер напиша дека е време за финализирање на историскиот проект за обединување на Европа со интеграција на Западен Балкан. Многу е тешко некоја земја членка на Европската Унија да каже не за македонската приказна во 2019 година, изјави денеска шефот на дипломатијата Димитров во врска со тоа дали земјата ќе добие датум за преговори во јуни. Според него, постои мала конфузија во читањето на пораките од Берлинскиот самит. На прославата на 50 годишнината од Министерството за надворешни работи, Димитров се осврна на историјатот на Министерството, кое почнало како биро за односи со странство, а подоцна прераснало во Секретаријата за односи со странство и истакна дека никогаш во историјата немало ваква група професионални кадри со дипломатско искуство. Во однос на испразнетите амбасадорски места, посочи дека оваа ситуација ќе се реши по завршувањето на претседателските избори. Мислам дека имаме мала конфузија во читањето на пораките од Берлинскиот самит. Процесот има извештај, државите го читаат, го анализираат, го споредуваат со своји информации, носат став по тој извештај и потоа во рамките на Советот за општи работи, ГАК, и потоа Европскиот совет донесуваат политичка одлука. Ние сме сега во фаза кога комисијата го подготвува и го финализира извештај, што ќе се објави за 3 недели и нешто, кон крајот на месец мај. Она што го добиваме ние како сигнал е дека и врз основа на реформските постигнувања, и врз основа на решавање на билатерални спорови, имаме многу силен случај оваа година,
и влогот е заеднички. Многу тешко е некоја земја да каже не за македонската приказна во 2019 година. Антикорупцијска за непотизмот на ВМРО ДПМН. Вели се вработувале, а не исполнувале услови. На денешната седница отворени се 2 предмети против Христијан Мицкоски од ВМРО ДПМН и велат дека се подготвени да соработуваат во процесот. Подопрен глас Државната комисија за спречување корупција денес оформи 2 предмети за лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Антикорупционерите ќе испитуваат како фирмата на Мицкоски во 2014 година добила државно земјиште од 33.000 квадратни метри за изградба на хидроцентрали. Првите луѓе против корупцијата ќе испитуваат и дали постои судир на интереси со именувањето на Мицкоски за директор на Елем во периодот додека се уште бил советник на тогашниот премиер Никола Груевски. Како основачи, како собственици на наведените на фирмата Енерготек ДО е посочен Христијан Мицкоски и Димитар Димовски. Првото лице го знаеме добро, второто лице се наведува дека во тој период бил извршал високи функции во Министерството за транспорт и врски. Сега искрено не знам каде е таму, меѓутоа можеме да добиеме информации. Во 9 разгледани предмети антикорупцијска утврди длабоко вкоренет систем за вработување на роднини на функционери на ВМРО ДПМН. Најатрактивни места за вработување на нивните роднини биле АЕК, Елем, Централен регистар, Телеком, Водовод, Центарот за управување со кризи. Антикорупционерите констатираа дека има непотизам во вработувањето на двете ќерки на тогашната председателка на Уставниот суд Елена Гошева, едната во АЕК, другата во Телеком. Непотизам е утврден и при вработувањето на двајца братучеди на екс-министерот и актуелен пратеник Антонио Милошовски во Водовод и во Централен регистар, а исто така и во вработувањето на сопругата на екс-генералниот секретар на владата Кирил Божиновски во АЕК. Сегашниот генерален секретар на ВМРО ДПМН ЕПАК Игор Јанушев влијал за вработувањето на неговиот татко во Центарот за управување со кризи. Констатација за непотизам во однос на актуелната влада, антикорупцијска донесе за вработувањето во Елем на синот на актуелниот заменик генерален секретар во владата Тахир Хана. Од ВМРО ДПМН преку соопштенија ја поздравија експедитивноста на антикорупцијската комисија и ја повикаа со истиот ентузијазам да го испита имотот на премиерот Зоран Заев, нагласувајќи дека Христијан Мицкоски стоел на располагање за конкретните истраги против него. Следуваат минутите за разговорот во студиото. Како што веќе најавив, гостин е Замир Мехмети, активист на Шарената револуција. Сега веќе и тоа споменав дека си неизвршен член во одборот за директори во Телеком. Повод за разговорот ми беше она акција на Мегдан. Беше еден од потписниците на таа иницијатива. Во вториот дел ќе зборуваме дека и меѓу самите учесници на Шарена револуција има разногласија и полемики, но затоа сме Шарена револуција, меѓу друго. Но да почнеме со дали сте задоволни од одговорите што ги добивте од Стево Пендаровски? Тој се одзва на поканата. Прво ви благодарам за поканата. Дали сме задоволни, можам да зборувам од лично име. Задоволен сум од фактот што Стево Пендаровски без да се двоуми, без двоумење, ја прифати понудата за да седне на Мегдан со нас. И задоволен сум од тоа што буквално сите прашања кои стигна на негова адреса ги одговори и навистина мислам дека ги одговори принципиелно и не беа одговорите само за да бидат одговори, туку навистина видов кај него една тенденција кај што се обиде максимално да го одговори секое прашање на најпрофесионален начин. Може да ве чувствува блиски едноставно, па веднаш прифатил. Има и такви забелешки. Видете сега, тоа е негово лично гледање. Факт е дека Стево Пендаровски беше учесник во Шарената револуција, нешто што за Гордана Силјановска Давкова не можеме да го кажеме, барем јас кој што ќе бидам искрен и ќе кажам дека само еден ден од преку 60 и нешто дена протести не сум учествувал на протестите и тоа поради здравствени причини. Јас ниту еднаш ја немам видено неизе. Но сепак, дали Стево Пендаровски не чувствува поблиски или не знам. Јас знам дека и можам да ви го потврдам тоа, дека кога заврши вчера Мегданот, Стево Пендаровски беше испотен.
многу беше испотен и на крај рече ова беше многу тешко. За мене тоа говори повеќе од било што. Така, на некој начин ве посочи не со име и презиме и Гордана Силјановска-Давкова, кога беше прашана вчера за нели фактот што одби да излезе на Мегдан со вас, наведувајќи дека вие сте член на одбор на директори на Телеком. Да, вчера мислам дека ако не се лажам на дебатата на Канал 5 на една друга телевизија, Гордана Силјановска, вака се, за да одговорам на ова прашање, една мала ретроспектива треба да направам. Гордана Силјановска, ако да се присетиме, во првиот изборен круг не ја спомна ниту една шарената револуција. Само што ги виде резултатите од првиот изборен круг, дали се охрабри или не, дали беа охрабрувачки или не, тоа оставам на незе, почна да ја прозива шарената револуција, као не само да ја прозива, туку да бара и поддршка. Замислете, Гордана Силјановска е поддржана од партијата заради која значи се крена револуцијата, но не се, тоа е друга тема. Велите, вака ќе кажам, Гордана Силјановска се обиде да не дискредитира уште од самиот старт. Уште пред вчера. Имаше еден спот, мислам, на почетокот во кој се појавува дечки со бои, така? Да, кој што демек се разочарани. Како го доживеавте вие тој сегмент од спотот? Како еден ефтин обид и лоша копија. Негативно или позитивно? Не, негативно, затоа што таму немаше ништо позитивно. Мислам, можеле да бидат, да се потрудат да бидат малце покреативни. Го свативте тоа како исмевање на шарената револуција? Како еден лош обид за лоша копија од нешто што беше толку добро и толку честно. Само да одговорам на ова. Она се обиде да не дискредитира. Океј, она прво побара од нас поддршка, па се она и ќе кажува кој може, кој не може. Јас само ќе го кажам фактот тука дека не е иницијативата само од луѓе што се активисти на шарената револуција, туку акцијата е исклучително за луѓето кои веруваат во принципите на шарената револуција. Дали сум јас член на управен одбор или дали имало некој пратеник друг подпишан, тоа е тема што која треба да ја збориме. Овде би кажал само еден мал пример или би ја прашал Незе. Дали тоа Че Гевара, кој после тоа стана председател на Народната банка во Куба, може да кажеме дека не бил револуционер. Иако, пак ќе нагласам, овде не се работи за револуционери, не се работи за повик на револуционери, се работи на луѓе кои веруваат во принципите на шарената револуција. А јас ќе ве прашам вас, или професорката, нека каже јас лично, пошто мене ме спомна, со кој е мое делување сум згазил врз принципите на шарената револуција. Па, она што ви забележуваат и дел од учесниците на тие протести е што вие добивте функција, например. Добро. Потпишан на иницијативата, нели, на Мегдан и Павле Богоевски, кој е пратеник. Добро. Тој како пратеник има право, нели, да поставува и пратенички прашања и слично. Значи, имам впечаток дека што прочитав ни социјалните мрежи, одредени статуси, дека на дел од учесниците на тие протести токму им пречи вие што се појавувате во иницијативата, а сте добиле некаква функција. Зашто не би смееле ние да бидеме дел од некаква иницијатива? Само затоа што сме земале некаква функција? Дали професорката Силјановска уште од сега ги двои граѓаните и кажува дека јас ако сум член на одборот на директори на Телеком немам право како граѓанин да поставам прашање? Мислам, тие се некои... Не говорам за професорката, говорам за учесници на протестите на шарената револуција кои беа доста активни. Добро. Дел од нив забележуваат, дури се иронични, сметаат дека вие што го иницирате тоа се сте всушност за Стево Пендаровски, дека целиот проект е некаква видете сега, тоа е нивно лично мислење. Јас не можам да зборувам во име на ова. Да, факт е дека кога почна иницијативата имаше некој таков обид за дискредитација лично и така натаму, но едно ќе кажам, целата шарена револуција, прво шарена револуција немаше лидери, немаше никакви лидери, сите таму беа учесници кои веруваа и се бореа за исти принципи. Сега,
Не знам која е леснотијата за некој да може да кажува дали некој смее да се повика во принципите или дали смее да биде иницијатива. Да, говорам дека таа иницијатива на Мегдан излеговте на Мегдан меѓу вас да си полемизирате, што не е страшно во секој случај, нели? Не мислам дека излеговме за да си политизираме меѓу нас. Излеговме таму за да се, бидејќи бевме поканети од двата кандидати ја бараа поддршката наша и ние не се повикавме, не е иницијативата на Мегдан како братска некоја побратимска заедно со шарена револуција, туку е апсолутно граѓанска иницијатива. И во таа граѓанска иницијатива и денеска е отворена за било кој. Тоа што ние сме биле потписници, не гледам причина кој е тоа тело што може да кажува кој смее да биде потпишан или кој не смее да биде потпишан. Тука не учествуваат, сега ќе ви кажам, меѓу потписниците не се само луѓе што беа дел од шарената револуција, туку има луѓе кои беа вклучени во многу граѓански акции и во други невладини организации. И само ќе завршам овде, дека повикот е отворен за сите. Не е повикот селективен. За крај. Добро. Ти важеше дека си дел од така наречени шарени командоси. Тоа беа оние кои фарбаан или... Да, кои беа со пушките, покрај другото оти фарбаа сите. Ние бевме една специјална единица која ги употребуваше, употребуваше пушките. Слоганот нема правда, нема мир, многумина ќе се сложат дека правдата е селективна. Точно. Знаеме сега да не повторувам нели случајот од за да поминат амандманите. Точно. За уставните имени. Сега нема правда, ама има мир. Спремен си да излезеш пак како командос ако продолжи ова состојба во... Мислам дека не само ја, многумина се спремни да излезат. Сакам само една работа да кажам. Да, многумина од нас, и меѓу потписниците и јас лично, не се согласувам со начинот на кој што е направена амнестијата. Сепак тоа ни враќа некои времиња каде што под маса се правеа пазари и така дале и така дале. Тука би сакал за разлика од некои други. Тука би сакал да го спомнаме и делот со другарот Павле Богоевски, бидејќи врз него имаше и највеќе напади и обид за дискредитација. Да, лично, а и многумина, пошто ние не завршивме со шарената и не се познаваме и не се гледаме, лично сме биле разочарани од некои негови постапки, бидејќи е дел од законодавната власт, но пак ќе прифатам, ќе кажам дека не гледам причина зошто би било толку проблем еден човек кој е пратеник и ја представува шарената револуција не би можел да биде потписник или не би можел да постави прашање. Се водат ли постапки прекршачни? Бидејќи си признаваш командос и фарба. Да, сега ако ви кажам реално, можам да зборувам за од име на тројца, четворица другари кои ги гледам почесто. Например, Ирена Стериовска има негде, сега ќе ви звучи малце можда и чудно, преку 3000 евра. Истото можам да ја кажам и за другарката Ана Кркуль. За мене мислам дека сме стигнати до 2800. Како ќе се одвива сето тоа не знам и не можам да кажам дека се чувствувам толку пријатно, знаејќи дека се уште сме... Баравте правда, тоа е правда. Добро, да, факт е дека правдата е малце спора, но се надевам дека ќе биде подобро. Ако не, ние сме тука. Замир Мехмети, благодарам што беше гостин во Дневникот. Благодарам јас. Александар, одиме со следните содржини, да. Судскиот совет му го одзема судечкиот имунитет на управниот судија Мустафа Шахини, кој е осомничен за злоупотреби за денационализација на државно земјиште на крајбрежјето на Охридското езеро во Струга. Управниот судија Мустафа Шахини остана без судечкиот имунитет за непречено да се води постапката за денационализација за кој е осомничен. Вако одлучи судскиот совет, а членовите на највисокото судско тело сепак решиле Шахини да не оди во притвор. Судскиот совет расправаше откако управниот судија Шахини на распитот во кривичниот суд се повикал на судскиот имунитет кој го изгуби.
Сега тој ќе може да биде спрашан од судија на претходна постапка и од обвинител, но нема да оди зад решетки. Судијата Шахини е осомничен за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, бидејќи бил претседател на судечкиот совет кој решавал за денационализација на земјиште на крайбрежјето на Охридското езеро во Струга, а претходно за истиот предмет бил адвокат на тужителите, но и покрај тоа не побарал иземање од председателот на управниот суд. Паралелно поднесената тужба била неуредна, а судијата Шахини не го повикал тужителот да ги отстрани недостатоците, туку продолжил да работи на предметот. Според обвинителството донел правосилна пресуда со што противзаконски на двајцата тужители има возможил државното земјиште да го приватизираат, а на државниот адвокат не му дал можност да поднесе жалба. Воедно за недвижен имот со површина од 171 метар квадратен што представува јавно добро, крајбрежен појас и што не смее да биде вратено во приватна сопственост, определил надомест во износ од 119.700 денари во вид на обврзници за денационализација. На барателите им било возможено преку упис на вратената недвижност во јавните книги на недвижности во Агенцијата за катастар на недвижности, противправно да се стекнат со имотна корист површина од 1958 метри квадратни со усвоена пазарна вредност од 12.044.713 денари и противправна имотна корист во вид на обврзници во вредност од 119.700 денари, односно вкупна противправна имотна корист во изnos од 12.164.413 денари на штета на имотот и интересите на Република Српска. Ваква пракса имаше и со судиите од предметот јустиција, но и за управните судии, кои беа обвинети во предмет на специјалното јавно обвинителство. За жал го имаме четвртиот смртен случај како последица од мали сипаници од почетокот на прогласувањето на епидемијата до сега. 10,5-месечно бебе кое повеќе од 2 недели беше на интензивна нега починало вчера како последица од компликации од мали сипаници, изјави денеска доктора Владимир Микиќ од Институтот за јавно здравје, повикувајќи се на информации на клиниката за детски болести. 10,5-месечно бебе почина на детската клиника поради компликации од морбили. Ова е четврти смртен случај како последица од мали сипаници од почетокот на прогласувањето на епидемијата. Кај починатото дете претходно не биле регистрирани хронични заболувања и не било вакцинирано. Во изминатата недела биле пријавени 113 сомнителни случаи, од кои кај 110 се регистрирани мали сипаници, од нив 46 се од Скопје, додека пат 64 се од другите градови, изјави епидемиологот Владимир Микиќ. Значи детето е на 10-месечна возраст и претходно не било вакцинирано и е, нели, тогаш се уште не подлежала на вакцинација. Какви компликации имало во последица? Значи имало тешка пневмонија, мозочно крварење, излива крв во мозокот. И она што сакам да потенцирам во оваа прилика, уште еднаш да апелираме дека малите сипаници навистина се сериозно заболување. Значи тие представуваат повеќе системско заболување, не е лесно заболување, може да ги нападнат сите, буквално сите органски системи, и системот за дишење, централниот нервен систем, интестиналниот систем, така што навистина може да дадат за жал и ваква тешка клиничка слика која и покрај на најдобрата нега може да заврши со смртен ишод. Покрај 16-годишната пациентка со церебрална парализа која има пневмонија како компликација од морбили и е на механичка вентилација, уште едно дете и 5 возрастни се во тешка состојба на клиниката за инфективни болести. На клиниката во моментов има 39 пациенти со морбили, од кои 16 деца и 23 возрастни. Меѓу пациентите и директорот на клиниката за неврохирургија со уште неколку вработени, пренесува порталот Нова. Од појавата на епидемијата на мали сипаници досега бројот на заболени надмина над 1000. Здравствените власти апелираат на вакцинација со МРП вакцина која штити од рубеола, мали сипаници и заушки, бидејќи според нив со високо ниво на имунизација епидемијата може да се надмине. Веќе е детектирано кој ги ширел лажните вести, но останува дилемата кој ги нарачувал ваквите лажни вести. Извори во државната Елем за 1 ТВ брифира дека нивниот вработен признал дека стои зад порталите кои ширеле лажни вести за премиерот Зоран Заев. Од компанијата најавуваат дека ќе проверат дали тој ги злоупотребувал државните ресурси и во работното време.
Вработениот во Елем признал дека е креатор на лажни вести и дознава еден ТВ од извори во државната компанија. Електрани на Македонија ќе испитува дали нивниот вработен, Ѓорѓи Поп Ѓорѓиев, кој за време на изборната кампања пред парламентарните избори на 11 декември 2016 регистрираше портали во Хрватска и Србија од кои се ширеа лажни вести против лидерот на СДСМ Зоран Заев, го злоупотребил работното место, работното време и службените ресурси. Тој во Елем се вработил исто така пред изборите, само 3 месеци пред да ги регистрира порталите. Во врска со случајот на лицето вработено со АДСМ, кое според информациите добиени од средствата за јавно информирање е креатор на интернет портали во странство, преку кои се ширеле наменски лажни вести, АДСМ ја информира јавноста дека ќе ги превземе сите мерки кои стојат на располагање на компанијата согласно Законот за работни односи и согласно внатрешните акти и правилници, за да се утврди дали вработениот за наведеното дејство го злоупотребил работното место, работното време и службените ресурси. ОДСМ информира дека писмено ќе се обратат до надлежните институции со прашање дали за лицето е отворена постапка за овој или за некој друг случај, како и да ги информира институциите дека компанијата стои на располагање за сите потребни податоци и дека целосно ќе соработува во врска со наведениот случај. Еден ТВ го исконтактира и Ѓорѓи Поп Ѓорѓиев, кој побара прашањата да му ги испратиме на имейл. Го прашавме кој му ги нарачувал лажните вести, кој ги финансирал тие портали и каква е неговата поврзаност со Филип Петровски, но до овој момент не добивме одговор. Новинарите и медиумските работници денеска го одбележуваат 3 мај светскиот ден на слободата на медиумите. Според најновиот извештај на Репортери без граници, Македонија е на 95-тото место од 180 рангирани држави по индексот на слобода на медиумите. Според Меѓународната федерација на новинари, во светот минатата година загинале 95 новинари. Новинарските здруженија денеска побараа повеќе права и регулација на работата на медиумите. Недостасуваат докази. Може. Значи заврши цензурата, може да продолжам. Токму денеска на светскиот ден на слободата на медиумите за момент во клубот на пратеници откажа озвучувањето, тогаш кога по пригодното обраќање на домакините од владата почнаа новинарските прашања. Светот денеска го одбележува по 26 пат Меѓународниот ден на слободата на медиумите. Според најновиот извештај на Репортери без граници, Македонија се наоѓа на 95-тото место од 180 рангирани држави. Иако Македонија напредуваше за 14 места погоре во однос на извештајот за 2018 година, сепак сите се согласни дека условите за работа на новинарите и медиумските работници и слободата на говорот се далеко од посакуваното. Просто е неверојатно дека како новинари се уште немаме колективен договор. Дури државата оди до таму што практично и немаме со кого да го потпишеме тој договор. Овој ден го одбележуваме во атмосфера на медиумско ослободување од било какви влијанија, порача министерот за отчетност и транспарентност Роберт Поповски и го повтори ставот дека владата ќе ја продолжи политиката на немешање во работата на медиумите. Ќе направиме се што можеме да ги подобриме условите, стандардот на новинарите и медиумските работници, условите за работа, амбиентот во кој што работат, самите медиуми да бидат многу позајакнати финансиски, но и од аспект на поставеност внатрешна за да можат и тие да обезбедат и да промовираат уште поквалитетно новинарство. Министерот за администрација Дамјан Манчевски пак изјави дека следниот период владата ќе се фокусира на реформи во Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во Македонската радиотелевизија, како национален радиодифузер, Советот за етика, Сдруженијето на новинарите, Самостојниот синдикат и Македонскиот институт за медиуми преку соопштение информираа дека во првата половина од 2019 година бележат повеќе инциденти во кои што се повредени правата на новинарите и сите други медиумски работници. По повод 3 мај светскиот ден на слобода на медиумите, своје видео објави и новинарот Томислав Кежаровски. Јас бев колатерална штета на партизираното новинарство, партизираните институции и судство и лекција која требаше да ја научат сите оние кои размислуваа и зборуваа отворено, без цензура, а против режимот.
Годинава Светскиот ден на слобода на медиумите се одбележува под мотото Медиуми за демократија, новинарството и изборите во време на дезинформации. По тој повод одаваме соопштија дека во време на се повеќе дезинформации, кои се огромна закана за демократијата, брзите, точни и навремени информации и натаму се главни предизвици за медиумите како коректор на власта. Нетранспарентна и без економска логика беше државната помош за привлекување странски инвестиции во претходната декада. Се потрошија премногу пари наспроти работните места што беа креирани и придобивките што се остварија за локалната економија, рече министерот за економија Крешник Бектеши на Европскиот самит на слободни зони. Како што беше речено, и Бугарија има недостиг од квалификуван кадар, што е еден од клучните предизвици и за земјава. Директорот на ТИРС Александар Младеновски упати порака дека создавањето квалификувана работна сила е најважно. Според вице-премиерот Кочоан Ѓушев, ТИРС е голем исчекор во развојот на индустријата, но треба уште да се работи. За развојот на индустријата, бесцаринските зони направија еден од најголемите исчекори во нашата држава и затоа и оваа влада реши истите да ги поддржува и да ги поддржи на еден малце поинаков, транспарентен начин. Тој начин е начин во кој што условите за градење на индустријски капацитети во овие зони се подеднакви и за странските и за македонските компании и тие услови ги вградивме во закон. Значи, не ги вградивме во делот на договарањето, него ги вградивме во закон, за да секој инвеститор во нашата држава биде со закон сигурен што може да очекува од државата, без разлика за тоа каква ќе биде политичката ситуација или каква ќе биде владата во државата во иднината. А сега информација дека за останатите сметки за вода и смет ќе може да се плаќаат без камата, но до кога? Токму така, за останатите сметки за вода и за собирање и транспортирање комунален отпад, граѓаните на Скопје ќе можат да ги платат без камата од 13 мај до 28 јуни. Од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информираат дека физичките лица и правните лица ќе може да го исплаќаат својот долг со склучување договор до 24 месечни рати. А од следната грејна сезона, данокот на додадена вредност за парно грејење ќе се намали од 18 на 5%. Намалувањето на ДДВ-то за испорака на топлинска енергија, освен што значи помали месечни трошоци во секое семејство, значи и поголема енергетска ефикасност, односно помала емисија на јаглероден диоксид, како дел од мерките од планот за чист воздух. Од следната грејна сезона данокот на додадена вредност за парно грејење се намалува од 18 на 5%. Ова би значило дека секое семејство кое е приклучено на централно парно грејење со стан со просечна квадратура ќе добива пониска сметка за отприлика од 220 денари месечно, што е годишна заштеда од скоро 2600 денари, истакна премиерот Зоран Заев. Тој додаде дека оваа мерка е дел од владиниот план за чист воздух и намалување на загадувањето. Оваа мерка ќе ги мотивира граѓаните да не се исклучуваат од системот за централно парно грејење, а верувам дека ќе биде причина и да се вратат дел од оние 14.000 семејства кои се исклучиле од 2012 година до сега. Во исто време, очекуваме да се приклучат нови 10.000 домакинства. Почитувани, со ваквите мерки планот за чист воздух ќе даде забележителни резултати. Со намалувањето на ДДВ-то за парното од 18 на 5%, знам дека сме поблиску и со поголем чекор до остварување на целта, обезбедуваме заштита на животната средина и повеќе пари за граѓаните. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули истакна дека оваа мерка е во правец на директивите на Европската комисија од 2006 година и дека централните топловодни системи во земјите од Соединетите Американски држави и Европската унија се најдобра алатка за справување со загадениот воздух. Една мерка која што беше препорака со почетокот на следната грејна сезона ќе ја види светлината на денот, а тоа е намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% за корисниците на топлинската енергија и топлинските системи.
Оваа мерка оди во правец на директивите кои што постојат во Европската комисија од 2006 која се однесува на топлинските системи и ладењето. Ова оди во правец на стратешките определби на Европската унија, на Соединетите американски држави, на Велика Британија, каде што централните топловодни системи се една од најдобрите алатки за справување со аерозагадувањето. Регулаторната комисија неодамна го укина паушалот што граѓаните исклучени од парно греење го плаќаа досега. По одржувањето на состанокот на интерсекторската група за животна средина, председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека во јули ќе донесат нов тарифен систем за парно греење и дека веќе нема да има трошок за ангажирана мокност. Пораката од локалните избори е да продолжиме со Брекзит, изјави британската премиерка Тереза Меј. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер света да седне жена. Во Соединетите американски држави орган за трансплантација доставен со дрон. Во продолжение неколку вести од регионот и светот. Припадници на косовската полиција употребија солзавец против граѓани од српска националност во општината Штрпце, кои се обидоа да ги запрат работите на изградбата на мини хидроцентрала во нивниот регион. Медиумите во Србија известија дека 20 на лица се повредени во сударот со косовската полиција. Меѓутоа полицијата ги демантира тие информации и тврди дека единствено употребила солзавец за да ги запре демонстрантите. Полицијата исто така информира дека во соработка со представници на општината и на демонстрантите се договорени заеднички средби на кои ќе се разговара за нивните барања. Премиерката Тереза Меј денеска изјави дека вчерашните локални избори биле тешки за конзервативната партија и дека резултатот покажува дека Велика Британија мора да продолжи со процесот на излегување од Европската унија. Пораката од вчерашните избори е јасна и гласи само продолжете со Брекзит, посочи Меј. Таа додаде дека ова е тешко време за незината конзервативна партија. Англиските граѓани вчера гласаа за повеќе од 8.000 места во административните тела одговорни за локалната политика. Поред нецелосни резултати, граѓаните ги искористија локалните избори за да ја казна владеачката конзервативна партија, но и опозицијската лабористичка партија поради застој во Брекзит. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека е крајно време жена да биде начело на Европската комисија. Тој вели дека мажите веќе ја искористиле својата шанса со оглед на тоа дека од основањето на Европската комисија во 1958 година сите председатели биле мажи. Изјавата на Јункер е во контекст на медиумските известувања според кои данската политичарка Маргрет Вестагер е во најтесниот избор за нова председателка на Европската комисија. Изборот на председател на Европската комисија зависи од резултатите од изборот за Европарламент, кои ќе бидат одржани од 23 до 26 мај. Нов председател на комисијата ќе биде од групацијата која ќе добие најмногу гласови. Првпат во историјата на хирурзи во американска болница им е доставен бубрек за трансплантација со помош на дрон. Примателот на органот, 44 годишна жена од Балтимор, за трансплантација чекала 8 години. Според единствената мрежа за распоредување органи која раководи со трансплантација на органи во САД, во 2018 година на листата на чекање имало околу 114.000 лица, со 1,5% од органите кои не стигнале на посочената локација и речиси 4% кои доцнале повеќе од 2 часа. Патот од речиси 5 километри бараше многу нови технологии, вклучувајќи социјално изграден дрон, способен за транспорт и безбедносни системи за обезбедување на органот за време на летот, како и комуникацијски и безбедносни системи низ густо населени области. Со вестите од светот и од регионот го заокружуваме ова информативно издание, но пред да се јавиме само да ви најавиме што ќе имате можност да следите во продолжение. Па во 21 часот, можда и некоја минута плюс, моја тема ќе биде, денеска е 3 мај, Светски ден на слобода на медиумите, па ќе дебатираме каква е состојбата на овој план во нашава држава, кој повеќе ја загрозува слободата на новинарите и на медиумите, дали властите или собствениците на медиумите. Гости во студиото ќе бидат представници од Сдруженијето на новинари, Синдикатот и Советот за етика, односно Мишко Иванов, Звездан Ѓоргиевски и Катерина Синадиновска. А од 22 часот следува најновото издание на Спорт 1 со колегата Слагјан Ивковиќ. Останете со нас, во продолжение следува и метеопрогнозата со колегата Славчо Поповски. Имајте пријатна вечер.